Почитувани, добар ден. Продолжуваме и понатаму со циклусот емисии и разговори со магистер Киро Бојаджиски. Добро знаете дека разговараме за разни болести и за внимателност при берењето и чувањето на лековитите растенија и како да се однесуваме со нив. Токму и за ова ќе биде наменета нашата денешна емисија и нашиот разговор со гостинот магистер Киро Бојаджиски. Сезона е на берење на лековитите растенија, па ќе проговориме повеќе околу ова. Добар ден, добро ни дојдовте повторно во емисијата на Канал Плюс телевизија. Добар ден, добро ве најдов, да ги најдеме во добро расположение, добро здравје и вашите гледачи. Така е. Ние сме тука да им дадеме здравје со тоа што ќе не послушаат, односно ќе ве послушаат вас, а ќе си добијат за возврат здравје. Здравјето не мора да се купи, туку треба да се чува, така ли? Имаме плејада на лековите растенија, на лековите билки кои треба да знаеме како да се употребуваат, кога да се берат, како да се чуваат, каков е нивниот начин на употреба и така натаму. Токму оваа емисија посветуваме на ова, затоа што тоа е многу важно. Лековитите билки не ни требаат за една сезона, туку ни требаат постојано за сите години. Кажав јас во најавата магистер Киро Бојаджиски дека сезона е на бирање на лековитите растенија. Во нашиот Кочански крај, во Кочанскиот регион имаме плејада на лековите растенија, да споменеме оние почесто употребувани и како да ги береме истите. Поведете. Прво да кажам нешто што вообичаено викаме времето е пари. Јас сакам да уведеме термин да кажеме дека здравјето е пари. Само здрав човек може да остварува економски ефект, инаку нема обстанок. Сега да кажам, ние за среќа живееме во овој дел на Македонија во еден природен амбиент, би рекол дека е Осоговието, Плячковица, Гола, Кобозна, еден прав ботанички центар, една ботаничка бавча, една дарба од природата која што во секој случај била е користена, може да се користи и треба да се користи за лечење и да кажам дека билките, лековитите, па и оние кои не се во категоријата бар до сега во група на лековитите, се една космичка сила, недоволно проучена. Ние знаеме само за околу 5% од укупните растенија што може да помогнат на луѓето, на животните и сами на себе да си помогнат растенијата. Другите 95% останува да ги проучува науката и да ги презентира на луѓето. Инаку, лековитите билки се, да кажам, нешто што на еден феноменален начин обстанувал во природата и на еден елегантен начин му помагаат во овој момент на човекот да не само да преживе, него да биде репродуктивно способен, да има здраво потомство, да обстанува. И на крајот, ако тоа го нудат и дават растенијата, човекот мора да се однася со должна почет према лековитите растенија. Ние во оваа емисија и во овој разговор ќе проговориме токму за однесувањето на човекот спрема лековитите билки. Како треба да се берат растенијата, лековитите растенија, затоа што многумина, претпоставувам, не знаат. Ги скубат од корен или ги берат неправилно. Тука сме да објасниме како треба да се берат. Сега да нагласам дека баш сега е сезоната кога можеме многу од лековитите билки кои ги има кај нас плејада. Јас имам детерминирано над 600 лековити билки у нашиот крај, но не мора да ги набрајаме. Луѓето треба у овој момент, у овие месеци, значи у пролетните и летните месеци, да така кажам само послужат од ботаничката бавча, од аптеката на Дедо Господ и да си створат една колекција на лековити лекови кои што се ефтини, но изузетно ефикасни. Да кажам дека и сега науката се преориентира кон лековитите билки
односно кон природните лекови, па дали се тоа од билки, животински или од инсекти, или од подводниот свет, минерали и така натаму, па за тоа и ете апелирам со должна почит да се берат и собират и чуват лековитите растенија. Сега е сезона кога кај нас може да се наберат оние 10-15 најлековити растенија кои што нема никаква штета било кога да се употребат. Сите се многу лековити, сите содржат, за кои ќе зборуваме, своји природни антибиотици, или фитонциди како се викат. Сите имат многу витамини, сите имат шекери, имат масти, но корисни масти, имат беланчевини, имат киселини, мислам органски, но незаситени киселини кои не стварат масти во човечкиот организам. Има енцими кои го регулират варањето, но и помагат на нервите на човекот и така натаму. Тие растенија за кои сега ќе кажеме по некој збор, сега можат да бидат наберени. Нашиот крај, нашиот народ, особено во планинскиот дел, доста добро знае за некои растенија, но знае оно што им е пренесено од дедо, од баба и така натаму. Но сега младите тоа баш многу не го знаат, а треба да го знаат. И еве, сега е сезона кога во Осоговието, на Голак, на Плячковица или на Обозна можат да наберат кантарион. Прекрасно златно растение, некаде се вика и златица и има дури 12 имиња. Понатаму тука е ајдучката трева. Тоа е чуен чај со кој што се подобрува биоритма на човечкиот организам. Делува антибиотик, како антибиотик, тука и кантарионот е антибиотик. Времето е на берење на мајчината душица. Тука е времето у овој момент и берењето на Божиот дух. Понатаму во овој момент исто така можат да бидат берени тегавецот кој го има, он е некое време бил многу познат како лек, сега е заборавен. Веќе на појава е можноста да биде берен и врвот од белиот бор, кој е изузетно лековит, особено за заболување на буврзите, на бешиката и на жолчката. Сите овие растенија ги споменуваме почесто во емисиите. Да, ги споменуваме со должна почит, затоа што тие се навистина лековити и навистина му помагаат на човек. Тука е веќе и времето на камилицата. Извореден лек, не само за децата, но да кажеме и дамски лек, од кој може да се прават и соодветни сирупи, но и лосиони, креми и така натаму. Тука може да споменеме потребата од берење на цветот у овој момент од липа, која што тука прецветува на погорните делови. Не е исто така да се набере цветот дрвен боздел, кога го има во реоно на Нивичани, Пантелеи, во реоно на Лешки и погоре, но во исто време мора да нагласиме дека покрај овие растенија има и плејада други растенија кои нашиот народ не ги знае, но се многу лековити. И треба да се знае дека во овој момент може баш сега, кога се врзуваат плодовите, да се берат вршки од капините, да се берат вршки од малините, да се бере лисји, млади гранки од, во овој случај да кажем, од врвата, која што е многу подценена и изузетно лековита. И ни у кој случај да ги замолам дамите да не се вреѓат една со друга која ќе се поджапат, мори врво некоја и така натаму. Врвата е изузетно лековито растение, помага на сите, од деца до највозрастни. Сега е време да се наберат лисија од благиот даб, а лековитите дабови лисја и дабова кора се неверојатно докажано природен лек за заболување и болести во стомак. Најтешките болести и заболување во стомакот, особено во органите за варење, се природен лек. Баш дабовите лисја, вклучувајќи го и жирот кој се преработува како печен и така натаму. Буквално сите растенија кои често ги споменуваме во емисиите. Така е, но може да се берат и зелени мали плодови од дивите крушки или скорушки, како ги вика нашиот народ.
Да се берат исто така мали плодови од дивите јаболки, киселачките, како ги викаме ние. Тие се извонреден лек за регулирање на притисокот, но и за регулирање на микрофлората во стомахот, за подобрување на варањето кај луѓето и уништување на киселината во стомахот, особено кај луѓе кои ето така претеруваат со пушење на цигари. Понекогаш обичат да цугнат, јадат премногу кисело, пресолено, масно и така натаму. Па од тие причини кога зборуваме за некои растенија кои ете сега ги спомнуваме, ја сакам да кажам дека секој кој оде да бере треба да има должна почит према нив. Зошто? Затоа што тие растенија дел од своето тело или својот живот го дават за да го спасат некој дел од нашето тело или нашиот живот. Па сега нека размислуваме, ако јас треба да се лечам и да се спасувам, зашто да не го чувам тоа растение и утре поново да го најдам Не е таму? за една сезона, не е за една година, така. Така е. Да. Па со- Како треба да објасним, значи како треба да се собираат, односно да се събират овие билки, а да не ги оштетиме со цел да ни помогнат, нели и друга година. Ни во кој случај растенијата не треба да бидат скубани Од корен. од корен и да престане верувањето дека само лековити корења на некои растенија може да бидат они лековити. Се што има едно растение во корено, има во стеблото, има во кората, има во цветот, има во плодот, има во неговото семе. Тоа значи целиот надземен дел е исто толку лековит како и оној подземниот, дури и надземниот е полековит. Така да оние празноверија или незнања или некогашни знања дека корено е само лековит на некое растение, отпаѓа тоа и треба да се бере растението, надземниот дел, и тоа кога ќе се бере треба да биде сечен некаде околу 20 на сантими над земјата, не пониско, за да може повеќето од растенијата поново во наши услови подкарат и има втора, да кажеме, жетва на нив, да се обноват и поново да најдеме тамо, но не треба сите растенија во една колонија, затоа што лековите растенија најчесто растат во колонии, дека го има кантарион, има кантарион, дека има мајчината душица, тука е она, дека има, да кажеме, ментата, пиперита, тамо е она, нема ги другите и така натаму. Треба да се остават делови у колонијата на повеќе растенија, на повеќе места за семе, за обнова на семето. Не е сосема се да биде одберен. Да се остават по некое жбунче тука тамо, за да може утре тоа семе кое ќе биде созреано, го разнасат ветрови, птици, животни и така натаму, да биде разнесено не само таму у колонијата дека го има, него и да се тоа проширува. Тоа е смисло и е повикот, и јас што сега го правам, и повикот е светски да растенијата се берат со должна почит и стручно. Стручно. Колку го тоа знаат луѓето, не знам, можеби имате некое сознание кога отидете да бидете билки, како луѓето се однесуваат кон? Јас сум многу пати разочаран кога идам баш на места дека има многу билки и сретнувам наши луѓе кои дури од градот луѓе кои берат и гледам на очиглед и на мене и јако им зборуваме скуп. При тоа скубење се уништува, утре не може да најде ништо таму. Или ќе најде голо место, или ќе најде некоја треволина тама која не служи на никого. А од тие причини, значи, како што викаме, треба да се сече со српче да се нажнее или со нож или со ножици за кроење лозја, да биде сечено и растенијата треба да бидат собирани во снопчиња и привремено да бидат ставени да се подсушат, односно да повенат на сенка тамо дека се бери. Тамо им е местото на нив да бидат собрани, оберени, да едноставно да остават свој трак тамо, а потоа да бидат пренесени дома и да се чуват како што веќе знаеме на суво, да бидат ставени на хартија во затемнена просторија, не на сонце. Значи не директно изложеност на сонце. Никако. Сега е тоа вториот дел од емисијата, зборуваме како треба да се чуваат собраните билки. Сакам да нагласам дека сите лековити растенија треба да бидат чувани и да се сушат во затемнени простории. Никако да... Не директна изложеност на Никако. сонце. Овие приказки, да речеме, кога се прави кантарионово масло или масло за изгореници и друго, треба да стое на сонце 40 дена, се еклакантни незнаења. Ако стое 40 дена на сонце, ништо не остане, макар да го зајтинува стое растението, ништо не остане од него, оно се изгубе, дури и светлината.
природната светлина делува како разарач на оно што тоа го има во растението. Према тоа, значи, колку се прават меелеми за некои од растенијата, треба на темно и не подолго од 8 дена. Нема потреба, значи, на затемнен простор и растението да биде ставено во зејтин, во вазелин или во несолена свинска маса или комбиновано или во алкохол. Не е потребно повеќе од 8 дена и така како што реков, во затемнена просторија и потоа да се користи како ќе кажеме да се дозира. Так. Да нагласам, при берењето на лековитите растенија мора собирачите на билките да отворат добри очи за тоа што тамо се кријат пајаци, се кријат и змиите. Према тоа, зошто змиите? Тие најдат тамо храна. Тамо има многу инсекти. На токаш за тоа дека некое растение е многу лековито, може да се види оддалеко дека во него има многу инсекти. По неговите цветови, по неговото стебло и многу мравки се движат околу нив. Значи им одговара средината. Тоа добро го кажавте. Едноставно инсектите знаат, јас викам знаат што е корисно за нив, а што е корисно за нив, тоа е корисно и за нас. Ако пчелите одат да собират мед од разни растенија и посматраме дека збират, па зашто ние да не збираме од лекови од тие? Па још згорејќи се гостаме со нивниот мед, а ќе се лекуваме со прополис, ќе се лекуваме со восокот и така натаму. Сведе збор, ние мора природата како е создадена од Бога да ја чуваме онака како што замислуваме дека ние треба да се чуваме. Во противно ќе дојдеме во судир со едноставно со нашата мајка. А природата е наша мајка. Сега да кажам една филозофска од чувениот Индус, дека природата е наша мајка. Кој плюва врз природата, плюва врз собствената мајка. И јас сакам да го видам тој кој плюва во лицето на мајката. Сега и ја тоа викам, тој што ја уништува природата е на исти начин како што овој индуски филозоф, индиец, рекол дека уништувањето и плювањето е исто и дека секој син мора или ќерка да се ја поштува и мора да ја поштува мајка му, нема друга. Таа е лошаарна, таа е. Сега природата е едина и таа е, нема друга. Ние немаме друга алтернатива, немаме резервна природа. Не сме успеале да створеме друга, затоа што и ние сме створени од природата, а не обратно. И човекот не е создал природата, напротив, природата го има створено човекот. Така, значи ние бараме помош од природата, а не возвраќаме со исто така. Да. И тоа што го зборуваме, значи мора да биде обврска. Не да биде, молим те, па не мора. Тоа е обврска, значи морална обврска е на човекот, особено на оние кои знаат како се лечат луѓето, па и животните, птиците, со лековитите билки. Тие треба своето знање да го пренасат на обичните луѓе, на билколечителите, младите кои треба да ги заменат, но и на билкособирачите да знаат дека тоа што треба да го прават е тоа што ќе им се каже. Нема што они да измислуваат друго. Ако измислува друго, може да биде се зло и наопако. Оти човекот, поред тоа што знае да направи, он знае да и многу да разоре, така да од неговиот нехуман однос. Денес во свето има околу 17% од земјината топка пустињи, кои има некаков живот, но не е тоа што е некогаш било. Тоа е околу собирањето на лековитите билки. Стигнавме до чувањето на лековитите билки и тоа е многу важно за да може билката што сме ја набрале да го зачува она лековитото во себе. Кажавте да не биде директна изложеност на сонце. Друго нешто на што треба да се внимава, колку дена треба да биде изложена на оценка? Треба да биде изложена онолку колку растението само по себе има, да кажеме, природни потреби или захтеви. Толку сите не се сушат во исто време. Оние со подебели лисје, како да чуе даболата. Побавно се сушат. Да, врбовата кора, даболата кора, кората од
други растенија треба подолго време, но мора да биде на сенка и на хартија. Треба трпеливост, да не сакаме да го исушиме за еден ден. Тогаш ќе може лековитите својства да не... Тоа се утврдува со пипкање, но и со мирис. Ако се добие типичниот мирис за тоа растение со сушењето, знак е дека растението е зрело за чување. Так. А ако шкрипе под прстите и се роне, знак е дека растението е зрело за собирање и за чување. Сега, добро е што поставите прашање како да се чува. Но дополнително да кажем и колку време може да се чуват растенијата. Треба исушените лековити делови од растенијата, било кои, да се чуват у платнени кесиња, може и во книжни кесиња, но книжните кесиња и платнените кесиња треба да бидат чисти, да не бидат масни од надвор, да не бидат штампани, за тоа што на штампањето најчесто има олово, оловен трак, а он е оловото, знаеме, еден од најтешките отрови. Па од тие причини оно што ќе биде прибрано да се чува, треба да се чува најдобро е во платнени бели кесиња, бели. Кесиња да се чува и да биде добро врзано, за да не се населат молци или некои други инсекти кои што по мирисот и по нивните потреби ќе дојдат и дома и на местото дека ги има лековитите растенија, да се они сами заштитуват, а да предизвикат проблеми и да предизвикат штета кај луѓето. Па од тие причини, значи, платнените кесиња на прво место. Но може да се чува и во стаклена амбалажа, во овој случај да кажам, најдобро е да се чува во тегли. Тегли стаклени суви и со добро затворени капачиња и сушени, смелени, да кажам, на некој начин растенијата, дури ако треба некои се мелат и низ машините за мелење месо, и да се тамо чува и по потреба. Се зима колку треба дозирано, поново се затвара и се чува. И стаклената и платнената амбалажа и дека се чува треба да бидат у темна просторија, ни у кој случај на сонце, или да бидат тамо дека се варе некоја храна, манџа и така натаму. Но да биде и пода... во кујна. А обично во кујна ги чуваат лековитите растенија? Така ме поблиско кога варат чај, обично во кујната. Треба на идеална температура. Можам да ми речем надвор да готват, дека готват и дома, меѓутоа треба оно конзервирано веќе растение, лист, цвет, плод и така натаму, да биде подалеко од местото дека се испарава. Затоа што влагата ќе дојде во сувите растенија и ќе го воспале растенијата. И кога ќе биде затворено за пар дена, од суво растение ќе стане уништено растение и ќе стане ѓубре. Едноставно ќе стане неупотребливо. Значи може да се отворе теглата или платненото кесе, да се земе онолку колку е дозирано, колку е речено да се дозира, стави поново да се врати подалеко од местото дека се готве, дека има испаравање. Сега околу време траењето на самите билки имат ли рок на употреба? Имат, но да кажам подалеко малку да ги чувате од кандилата, затоа што они имитуваат гасови, миришливи гасови кои што непријатно ќе делуваат на лековитите растенија, затоа што секој растение има свој типичен мирис, но и подалеко од детерџентите, дека се мијат садови, дека се пере и така натаму, да не биде таму во простории дека има опасност од загадување. Рокот на чување на растенијата за среќа е прифатлив за човекот. Се чува 2 до 3 години, некои може и повеќе ако е стручно чувано и ако е чувано онака како што кажуваме, особено е добро кога се чува во стаклени садови, во тегли, може и помали и поголеми тегли, но да биде затворено онака со добар капак и да се зима по потреба онолку колку треба и поскоро да биде затворено тегла. Рокот на траење, да кажеме, на кантарионот е дури и 3 години. Он ќе изгуби таа златно жолта боја, може да стане црвеникав, но не изгубува лековитите својства, лековитата дејност. Он поново може да биде лековит. Иста е состојбата и со мајчината душица, и со Божиот дух, и со ајдучката трева. Може малку да избледнат, само да избледнат, да се промене малку бојата, но лековитите својства растенијата за среќа ги задржуваат. Така да оној кој има набрано и нема потреба да оде поново да бере, може да си ги чува лековитите растенија за секој случај и за наредната година, па и за наредната година,
Значи, ако берам сега, може тоа да биде до 18-та година, до крајот, да имам лековити билки. Што е многу важно, луѓето сега кога ги берат лековите растенија, треба да ги чуват за секој случај, не само за себе, но и за некој друг унесреќен. Да им помогнат. И таа аптека која он дома ќе си ја створи може да послужи и на комшиите, на роднини, пријатели или на случајни пролазници на кого му треба хитно да му се нешто помогне како брза помош и така натаму може и на тој начин да му се помогне. Да кажам нешто што ќе речете, па без тоа не бива. Како да се чуват подземните корени кои се користат како лекови? Тука е лукот, кромилот, празот, морковите. Тука е, да кажеме, магданозот, него го има и во лисје, но и со главици. Како да се чуват репките. Со еден збор, тие треба да бидат чувани исто така на ладно, може да бидат чувани и во фрижидери, но не замрзнати. Никако. На собна температура, они ќе почнат да ферментираат, да ќе се расипат. Но ако се во фрижидерите, дека се чува храна постојано, но не се замрзнува, може нивните лековити својства и употребна вредност да биде продолжена за подолго време. Да кажеме, од сезона до сезона. Но конзервирањето на тие растенија кај нас е било познато порано со затрапување или затрупување во земја. Тоа е познато како ги затрапуваат компирите у планината. Така се чувани и кромидот, и лукот, и празот, и морковите, па и други растенија, вот и коренови растенија има и други, како што се репките били од оно време, алабашите. И по потреба всушност ги отрупуваат, така? По потреба отрупа и поново затрупа. Да. На тој начин сега секој дома може да си направи у подрумо, на некој начин да ги чува у еден сад у кој ќе стави чист песок, речен песок, чист, исперен, прочистен и можат да бидат ставени овие растенија, односно тоа се подземни стебла, да бидат ставени и затрупани со песок и од озгора да биде ставена некоја крпа која што не мора стално да биде влажена, од време на време да биде навлажнува. И на тој начин може човек да едноставно да си црпне од таму, да си земе поново да затрупа. Ќе си има за подолг период, да. Тие растенија, односно подземни стебла, во колку му преостанат оваа година и искористени, може да ги посаде наредната година и во творот да добие поново лековити подземни стебла, односно лековит лук, хромит. Исто како со лековитите растенија, ако ги чува и ако знае да ги чува, ќе му послужат за добро здравје повеќе години. Така е. Да. Па од овие причини, ете да кажам дека се си бара своето, но многу човекот има научено од животните, многу човекот има научено и од птиците. Сега, да кажам, зашто кучињата ги закопуваат коските? Не е случајно. А зашто кучињата јадат и трева? Човекот приметил дека кучето ако му е болно иде јаде трева или јаде најчесто жито, ечмен, пченица и друго за 2-3 дена оздраве. Значи кучето знае. Ако ние не го разбираме нивниот јазик и така да кажам, они може би ни сигнализират, ама ќе дојде ден, вие сте млади, кога и тоа ќе го научим. Зашто птиците закопуваат храна? Зашто верверичките, катеричките закопуваатораси, лешници, зимно време спадне, малку гребне таму, ама земе толку колку и треба, другото пак го потрупа. Човекот кога приметил како вервериците, како кучето затрупува, дошол до сознание дека ако и он ја конзервира на тој начин храната, ќе му се најде во секој случај. Па започнал да конзервира, да кажеме во овој случај, на тај начин да затрупува компир у планината. Морков, како што кажете. Па и други растенија, но тоа сме го научиле, да кажем, најчесто од животните, но и од птиците. А птиците многу е својствено за нив, да кажеме, како ги разнасат орасите у планината, лешниците. Јаде некоја птица лешници, како што се врани, свраки и така натаму, па кога ќе дојде вишок носе уклюно некаде, па ќе дојде друга птица, или ќе го подаде тоа, или ќе го испуште некаде, па ќе никне наново орахче таму. Значи, птиците се разнасачи. Дали тоа го прават смислено или инстинктивно, или сосема случајно, тоа не можеме да знаеме, но истина е дека птиците ги разнасат семењата и во планината на повеќе места имамеораси, имаме
вишни, цреши, имаме лешници и други плодови кои што никој не ги саде, а таму се најдат. Како се најдат? Тоа се разнасат на тој начин или животните, или птиците ги разнесат. И кратко еве за крај од емисијата, начинот на употреба е секогаш различен. Зборуваме тоа во секоја емисија посебно, но претежно препорачувате да не се многу варат чаевите, има некои кои остават дури по 15 минути да се вари. Вие обично препорачувате дека треба во зоврина вода да се стават и да отстои дури 40 минути или 1 час, така ли? Да. Значи, дали со варењето се изгубува лековитото својство на растенијата? Така е, со секое зовривање на чајот има испаравање. Да. Поред водата што испаруваат и лековитите состојки од тоа. Најчесто, најбрзо отидат витамините, отидат алкалоидите. Значи, да. Со тоа се намале, да кажам, лековитата форма на растенијата и за тоа ете тоа што вие го викате и ја препорачувам. Доволно е да биде попарено растението, поклопено, да остоја 40 на минути да се прецеди и да се засладе со мед или вештачки заслудувач или шеќерот треба да се избегнува и да се пие онолку колку што е. Но дозата секогаш ние ја кажуваме. Така, ние кажуваме, не можеме сега да кажеме, затоа што на секој растение е различно. Така е, различно и дозата мора да се спазува од прости причини што и најлековитите растенија, колку се ставе поголема доза, може да има негативен ефект. Нема човеков, да кажам, да умре, но може да го тера на спање, ќе биде со слаби рефлексии, неќе да може да возе добро, може да прави одредени проблеми у животот или да стане, не дај Боже, поспан или па и агресивен. Од тие причини, значи, со должна почет. Чаевите ќе се прават така како што кажуваме ние, така и со тие дози и да се зимат во умерени количини онолку колку што е кажано или колку ќе кажеме. 3 пати, 4 пати за 24 часа. 60 грама, 30 грама, 40 грама, ние тоа кажуваме постојано во емисиите. Добро е што посветивме ваква емисија, специјално за собирањето, за чувањето и за употребата на лековитите билки, затоа што тоа е многу важно за да има ефект врз самиот организам. Веќе следна емисија ќе зборуваме за одредена болест, кои билки може да помогнат за одредена болест, а и понатаму во другите емисии ќе зборуваме, но еве првата емисија од овој нов циклус мораме да започнеме вака затоа што е сезона на бирање на лековити растенија и мораме со должна почит да се однесуваме кон нив. Благодарам уште еднаш за ваквите совети за нашите гледачи на кој начин да ги собираат, да ги чуваат и да ги употребуваат лековитите растенија. Ви благодарам и на вас, на сите кои имат потреба со отворено срце и расширени раци, нека ја користат природната Божјата аптека и дај Боже, ете така да прекрстам да им помогнат. Така, благодарам уште еднаш. На сите среќа. И понатаму соработуваме и правиме многу емисии. Благодарам уште еднаш. Благодарам и јас на вас.